понеделничко издание на регионалните вести. Во Тетово 41,41% од граѓаните со право на глас излегле на референдумот, а во Гостивар 33,05%. И во двете општини 96% од излезените гласачи гласале за. Излезноста на национално ниво е 36,87%, со што не е исполнет цензусот за референдумско гласање. На прашањето дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, во општина Тетово се изјасниле 41,41% од граѓаните со право на глас. Во Гостивар одбрале да гласаат 33,05% од граѓаните. И во двете општини од оние кои гласале 96% одбрале одговор за на вчера одржаното изјаснување по референдумското прашање. Во општина Желино 45,63% од граѓаните со право на глас излегле на референдумот, што е и најмногу од полошките општини. Понатаму во општина Теарце 44,06% од граѓаните со право на глас излегле на референдумот, а во општина Боговиње 43,77%. Следат општина Врапчиште со 33,12% излезност, па општините Јагуновце 31,64%, Брвеница 30,60%, а најмала излезност е регистрирана во Маврово и Ростуше 28,37%. Процентот на позитивното изјаснување на референдумското прашање е поголем во општина Врапчиште 97,76% од излезените гласачи, општина Теарце 97,11%, општина Боговиње 98,80% и општина Желино дури 99,16% од излезените гласачи позитивно се изјасниле. Процентот на позитивно изјаснување е нешто помал во општина Брвеница изнесува 94,62%, општина Јагуновце 93% и општина Маврово и Ростуше 93,88%. Сите овие бројки се повисоки од 91,48%, колку изнесува процентот на позитивно изјаснети на ниво на Македонија. Излезеноста на национално ниво е 36,87%, со што не е исполнет цензусот за референдумското гласање. Двете најголеми политички партии во Македонија со различни ставови за референдумот. Председателот на СДСМ Зоран Заев синоќа го прогласи за успешен референдумот, а од ВМРО ДПМН истакна дека граѓаните гласно кажале не за договорот со Грција. Партиски став по гласањето дадоа и од политичките партии на албанците. Премиерот Зоран Заев вчера го прогласи референдумот за успешен и порача дека опозицијата ќе мора брзо да одлучи дали ќе го прифати договорот со Грција за да се изгласа во собранието или ќе се соочи со предвремени парламентарни избори. Очекувам дека за огромно мнозинство тие што гласале еднината јасна. Гласот на пратениците во собранието треба да биде глас за конечно членство во НАТО и Европската Унија и за подобар живот на нашите деца и сите граѓани. ВМРО ДПМН пак со сосема различен став, покрај сите притисоци, закани и уцени од страна на власта. Граѓаните кажаа незаштитниот договор за промена на името, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Свој партиски став по гласањето дадо и од ДУИ Алијансата за албанците ДПА. Лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека на потек е собранието, кој треба договорот со Грција да го преточи во закон. Ова е важен ден за сите граѓани, за нашите институции, за демократијата во државата. Ние денеска демонстриравме демократија, неопходен процес за влез во НАТО, Алијансата и Европската Унија. Станува збор за процес за отворање на гласањето со Грција. Сакаме да кажеме дека собранието треба да се враќа со Грција. Дека сме за. Изборите во 2016 година кажавме дека сме за НАТО, затоа и го добивме мандатот. Ние немаме друга алтернатива. Референдумот е само консултативен, изјави Али Ахмети. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Селапак рече дека албанците со масовното гласање на референдумот уште еднаш покажале дека се за НАТО и Европската Унија. За референдумот, бидејќи тоа приближно го отсликува реалноста на гласачкото тело кај албанците.
Во секој изборен циклус, ако се враќате и ги гледате парламентарни и локални избори, ќе гледате дека приближно албанците околу 250.000 гласови гласат за албанските политички партии. Значи, за нас е многу важно што албанците во Македонија го поминаат тестот и покажа дека се верни алиати на НАТО и на Европската Унија. Со жал констатираме денеска дека Алијансата за албанците беше во право. Во времето кога се носеше одлука во Собранието на Република Македонија за да се оди на референдум на 30 септември. Тогаш излегов јас како председател на Алијансата за албанците со јасни констатации и со јасни анализи дека референдумот е непотребен. Бидејќи кој да биде исходот на референдумот, пак одлуките треба да се носат во собрание. ОДП преку партијско соопштение истакна дека граѓаните на референдумот со апсолутно мнозинство гласале за и тоа не обврзува нас и ни е должност да продолжиме да го туркаме овој процес се до целосна интеграција во НАТО и Европската Унија, истакнаа од оваа партија. Околу 2000 студенти од земјава и регионов го продолжуваат своето образование на Државниот универзитет во Тетово. Денес во оваа високообразовна институција беше организирана свеченост по повод почетокот на новата академска година. Државниот универзитет во Тетово денес ги отвори вратите на своите 13 факултети за околу 2000 бруцоши. По тој повод беше организирана свеченост на која символично беа поделени првите индекси. Пред присутните се обрати ректорот на универзитетот Вулнет Амети. Ние, раководството на вашиот универзитет, Универзитетот во Тетово, заедно со наставниот кадар и другите вработени, се гордееме што од година во година нашиот универзитет собира илјадници нови студенти од нашата земја и региони за образование на факултетите и студиските програми кои ги нуди оваа институција за високо образование. На овој прв ден на октомври илјадници нови студенти ги започнува своите универзитетски студии, додека илјадници други ја продолжуваат битката за знаење и постигнување на подобри шанси во можности за нив и нашето општество. Образовно-научната понуда на Универзитетот во Тетово, современите услови за студирање, меѓународниот углед, постојаното партнерство со познати универзитети во Соединетите Американски држави и Европската Унија, активното учество во меѓународни високообразовни програми, обезбедување на стипендии за 10 екселентни студенти и 10 други олеснувања, ги мотивира илјадници нови студенти преку системот на онлайн аплицирање да се пријавуваат и запишуваат на факултетите и студиските програми кои ги нудивме ние за академската 2018-2019 година. Силно верувам дека ова практика ќе продолжи да функционира и во иднина. На Филолошкиот факултет при Универзитетот во Тетово функционираат 5 студиски програми, на кои годинава се запишани околу 130 студенти. Имаме свечен прием на кој што ги поздрави ректорот сите бруцоши, односно нови студенти кои што се запишаа на нашиот универзитет. Символично беа доделени неколку индекси на студентите, а потоа сите факултети се организираа посебни средби со новите студенти со цел да се запознаат со академскиот кадар, со наставните програми и со распоредите кои што ќе им бидат овој семестар. На Филолошкиот факултет во Тетово, при Универзитетот во Тетово се запишаа околу 130 студенти, така што ние сме задоволни со оваа бројка. Функционираат 5 студиски програми, меѓу кои студиската програма за македонски јазик и книжевност, која што е тука акредитирана и функционира веќе од 2004 година. Јас им посакувам на сите студенти, дали се прва година или четврта, не е важно, значи голем успех и да се чувствуваат пријатно на овој наш универзитет кој што навистина нуди одлични услови за студии и се надевам дека тие ќе покажат успех и ќе станат академски граѓани на оваа наша држава. Државниот универзитет во Тетово, како високообразовна институција, својата дејност ја остварува во рамки на 3 циклуси универзитетски студии – основни, магистерски и докторски студии.
И на Универзитетот на Југоисточна Европа денес официјално започна новата академска година. Традиционалната средба за добре дојде на новите студенти се одржа минатата недела. На овој универзитет своето високо образование го започна 1300 бруцоши. Завршување на средношколската матура, па се до четвртата декада на вашата возраст, 3 професионални одлуки за кои вие лично останувате одговорни се од суштинско значење за вашиот успех и кариера во натамошниот живот. Првата е токму поврзано за вашиот избор, тоа е одлуката што се ја направиле. За каде ќе се определите, што ќе студирате и кој успех ќе го постигнувате. Овие 3 прашања се основни. Втората е поврзано со апликациите за вработување и со правото на вработување. Многумина нема да се сложат со ова. Ќе велат, па, во оваа висока невработеност, како тоа зависи од нас? И те како зависи затоа што е поврзано со првото. Ако бидете успешни во вашите студии, тогаш многу полесно ќе ви биде и вработувањето и кариерата понатака. И третата одлука која прв пат ќе го смените работното место или ќе имате унапредување во кариера. Обично ова се случува во првата декада од првото вработување, некаде порано, некаде подосна. Но многу е важно првото движење на вертикала во вашата кариера. Сето друго ние нарекуваме среќа, која треба да и верувате и да се надевате само доколку многу се залагате и работите за неа. Сакам од прва рака да ви информирам за предностите кои ги нудиме и кои не разликуваат на пазарот на високообразовна дејност, како што се современа и практична настава од вештини до апликативни базични знаења. Постојани иновации, како технолошки, така и диджитални. Google Classroom платформ, e-learning платформ и слично. Интернационализација и можности за размена на студенти со европските универзитети. Можности за развој во кариера, бизнис, инкубатори и слично. Опожарена сува трева и насад со багрем во близина на Јегуновце. Жител на Дебреше се самоповредил чистејќи го пиштолот. 2 лица приведени откако во станот им била пронајдена дрога. Полициски билтен. Вчера околу 15 часот и 20 минути пријавен е пожар во близина на железничката станица во Тетовско Јегуновце, кој избувнал помеѓу 14 и 15 часот. На поголема површина покрај регионалниот пат Јегуновце-Радуша горела сува трева и нискостеблеста вегетација, а огнот набрзо се проширил и на насад со багреми во приватна сопственост. Со интервенција на тетовските пожарникари огнот за кусо време е локализиран, но околу 20 часот повторно се активирал. Половина час подоцна пожарот целосно е изгаснат. Извршене увити се утврдува причината за пожарот и вкупната материјална штета, информираат од тетовската полиција. 62 годишник од гостиварското село Дебреше вчера околу 15 часот, чистејќи го својот пиштол калибар 6,35 мм, а кој го поседувал без дозвола, испукал еден куршум кој завршил во неговата лева дланка, нанесувајќи му прострелна рана. Соседите со возило го пренеле во гостиварската општа болница Ферит Мурат, укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. По извршениот увид се работи на целосно расчистување на случајот. Завчера вечер околу 19 часот и 30 минути пак во полициската станица Гостивар приведени се 31 годишен скопјанец и 34 годишна жителка на Ростуше. При претрес на станот во кој живееле под ќирија во Гостивар, реализиран на 27 септември со судска наредба, биле пронајдени таблети екстази и кокаин. Сето пронајдено е фотодокументирано, одземено и ќе се вештачи, додека против двете лица ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Полицијата ќе превенира меѓуврсничко насилство. Со активностите во првата фаза ќе бидат опфатени средношколците, а во втората фаза и основците од тетовските и гостиварските училишта.
Од средината на минатата недела, секторот за внатрешни работи Тетово стартуваше со интензивни активности за превенирање на меѓуврсничкото насилство, физички напади и тепачки, чиј носител е одсекот за превенција во соработка со локалните самоуправи од Полошкиот регион и овдешниот невладин сектор. Во рамките на овие активности, со кои во првата фаза вкупно ќе бидат опфатени околу 3500 средношколци, покрај секојдневното зголемено полициско присуство околу училиштата, предвидени се и повеќе средби со училишните стручни служби, педагошки и психолошки, како и со службите во локалните служби, одговорни за образование. Во нив исто така ќе земат учество инспектори по малолетничка деликвенција и представници од центрите за социјална работа во Тетово и Гостивар, информираат од СВР Тетово. Во втората фаза пак во имплементација на ваквите активности ќе бидат вклучени основните училишта на Тетовско-Гостиварското подрачје. Нивна цел е навреме да се согледаат сите можни причини за меѓуврсничко насилство, ефикасно да се пресретнат истите и да се намали бројот на тепачките во и околу училиштата, но и на местата каде најчесто се собираат учениците. Непосредно со овие активности на подрачјето наскоро ќе започнат да се реализираат уште 2 превентивни проекти на секторот за внатрешни работи Тетово, кажи не на говорот на омраза и безбедни училишта, кои беа спроведувани неколку години наназад. Од утре јавното предпријатие Македонија пат започнува со асфалтирање на регионалниот пат од потегот од село Желино до Сарачино, во должина од 4 километри. Градежните активности ќе се одвиваат од 9 до 17 часот, при што на местото на изведување ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Работите на терен ќе траат околу 20 на дена, односно до целосно реализирање на предвиденото. Согласно најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98, на Евро Дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 денар за литар, во однос на цените утврдени со одлуката од 79.2018 година. И со тоа малопродажната цена на Евро Супер БС 95 изнесува 73,50 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Супер БС 98 изнесува 75 денари за литар. Малопродажната цена на дизелот Евро Дизел изнесува 67 денари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 55,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 1,399 денари за килограм, во однос на цената утврдена со одлуката од 17 септември. И со тоа цената на мазутот М1 изнесува 35,750 денари за килограм. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветер од западен југозападен правец. Утринските температури се движеа од 8 до 12, а дневните од 14 до 23 степени. Утре не очекува умерено облачно време со слаб до умерен југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 8 до 14, а дневните од 15 до 24 степени. Овде е крајот на вестите. Пријатно!